Министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, учествуваше на одбележувањето на 30 годишнината од Дејтонскиот мировен договор во рамки на пролетната сесија на парламентарното собрание на НАТО во Охајо, на покана на конгресменот Мајкл Тарнер. Муцунски се обрати на сесија посветена на Западен Балкан, нагласувајќи ја потребата од засилен меѓународен ангажман за стабилност и просперитет во регионот. Во своето излагање, Муцунски ја потврди посветеноста на државата кон траен мир и стабилност, истакнувајќи дека актуелните безбедносни закани бараат засилена соработка меѓу земјите од регионот и нивните партнери. Тој подвлече дека брзото приближување кон ЕУ и НАТО е клучно за отпорноста и напредокот на земјите од Западен Балкан. Министерот говореше и за предстојниот самит на НАТО во Хаг, истакнувајќи дека вистинското одвраќање бара кредибилни капацитети и функционално единство, а не само декларации. Повика 30 годишнината од Дејтон да биде искористена како поттик за поголема посветеност кон иднината, економски развој, социјална благосостојба и европска перспектива. Муцунски присуствуваше и на свечениот прием на локацијата каде што беше потпишан Дејтонскиот договор, заедно со високи представници од регионот и НАТО. Таму беше повторно истакната важноста на зајакнатата регионална соработка, стабилност и безбедност како предуслов за мирна и напредна иднина. Денес во просториите на Центарот за управување со кризи се одржа свеченоста по повод примопредавањето на функцијата директор. Новиот директор Мухамед Али ја презеде функцијата со заложба за ефективно справување со кризните ситуации и развој на капацитетите на институцијата. Али истакна дека ќе работи на јакнење на меѓуинституционалната соработка, на времено информирање и брза реакција во кризни околности. ЦУК останува клучна институција во системот за заштита на граѓаните и координација во случај на кризни настани. На настанот беше изразена благодарност до поранешниот директор Стојанче Ангелов за неговиот придонес во унапредувањето на работата на Центарот. Ангелов е назначен за ВД директор на Дирекцијата за заштита и спасување. Прославата на титулата на Ливерпул во Премиер лигата беше прекината од трагичен инцидент кога автомобил влета во толпа фанови во центарот на градот. Настанот предизвика паника и хаос, а според полицијата, најмалку 50 лица се повредени, меѓу кои и деца. Сведоци велат дека возачот кратко пред инцидентот излегол од бар, а возилото свирело силно и се движело неконтролирано лево-десно, удирајќи луѓе. Возачот бил уапсен на лице место, а од полицијата соопштија дека случајот не се води како терористички напад. Фановите, потресени од случката, се обидувале да помогнат на повредените, додека други го нападнале возилото. Францускиот председател Емануел Макрон изјави дека видеото на кое се гледа како неговата сопруга Брижит наводно му удира шамар е погрешно протолкувано и дека се работи за шега. Тој нагласи дека со сопругата често се шегуваат пред јавни настапи и дека инцидентот бил момент на блискост, а не семејна расправија. Макрон потсети и на други недоразбирања, вклучувајќи ги шпекулациите за кокаин и расправијата со турскиот председател Ердоган. Луѓето мислеа дека делам кеса со кокаин, дека сум во конфликт со Ердоган, а сега и со сопругата. Ништо од тоа не е вистина, изјави тој во Ханај. Рускиот коментар дојде преку Марија Захарова, која саркастично рече дека раката на Брижит можеби е рака на Креми. Островот Крит се соочи со необичен метеоролошки феномен, кога густа прашина од Сахара го покри небото и површината на островот, предизвикувајќи драстична промена во изгледот на околината. Градот Хераклион беше најпогоден, со небо обоено во портокалови нијанси и намалена видливост. Овој феномен беше резултат на југозападен ветер и циклон од Егејското море, кои донесоа топол воздух и песок од Сахара. Температурите на островот достигнаа до 37 степени Целзиусови, пред да паднат на 25 степени Целзиусови по продорот на студен фронт. Иако дебелиот слој прашина не влијаеше директно на земјоделските култури, жителите беа принудени да користат големи количини вода за чистење на куќите, дворовите и возилата, што доведе до значително намалување на водните резерви во браната Апоселеми. Овој настан потсетува на слични феномени кои се случуваат во регионот, како што се снежните бури во САД и невремето во Грција, кои исто така имаат значително влијание врз животната средина и секојдневието на луѓето.